Градот Скопје од буџетот за 2019 година издвои 3,4 милиони денари во рамки на програмата за туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите во македонската метропола, од кои најмногу средства ќе бидат наменети за ревитализација и развој на рекреативниот центар Матка, а најмногу за уредување на пештерата Убава. Како што информираат од град Скопје, овој проект е започнат пред една година, но поради тешката пристапност до пештерата, истиот се уште трае. Целосно финиширање на активностите во пештерата Убава се очекува во мај 2019 година. Гардијан во 2016 година го вброи кањонот Матка меѓу 10 најубави кањони во Европа, кои се лесно достапни за авантуристите и нудат уживање во фантастичниот пејзаж, а се карактеризираат и со добри патеки за шетање. Со цел овозможување непречен пристап до пештерите, градот Скопје најавува и санација на постоечката патека од пештерата Врело до пештерата Убава. Предвидени се и 600.000 денари за санација на постоечката патека од манастирот Свети Андреа до Висок Рид, спроти пештерата Врело во должина од 3,8 километри. Санацијата, како што велат од градот, ќе се состои од кастрење на грмушките, растенијата и гранките, кои го попречуваат слободното движење по неа и обнова на урбаната опрема. Покрај пештерите, Матка ја прават интересна и привлечна за посетители и големиот број цркви и манастири, кои верниците ги посетуваат најчесто за време на празниците. Дотаму, најчесто се пристигнува со автомобил или со организиран превоз, но тоа според најавите на градот Скопје наскоро ќе се промени. Имено, првиот човек на град Скопје, Петре Шилегов, неодамна на брифинг со новинарите, најави воведување забрана за моторни возила до рекреативниот центар Матка. Според првичните и се уште неофицијални информации, забраната ќе се однесува како за автомобилите, така и за автобусите, а ќе важи во текот на целата година. Од град Скопје велат дека слично како и во случајот со сообраќајниот метеж и паркирањето на средноводно, станува збор за комплексна проблематика и се работи на изнаоѓање на модел кој ќе одговара на сите. Главна цел на било кое идно решение е да се создаде ред во деновите на голема фреквентност кога се создава сообраќаен метеж, а ова најчесто се случува за време на викендите и празниците во топлите месеци од годината, стои во одговорот кој го добивме од градските власти.